љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Секогаш имам реакции од сите доктори што ме прегледувале, дали во бременост или после пораѓај, дека сум феномен. Докторот што ме пораѓаше со бисера, само ми кажа, биди среќна што имаш деца и кажи му фала на Господ. Околу 21 година имав, 21 или 22, рутински преглед, дознавам дека имам дворога матка. Докторката ми кажува, јас останав, не знам, занемена, затоа што не знаев тој термин што значи. Доаѓа тешки моменти, психички, борба, гледаш трудни жени, плачеш. Мислам, јас така се осетив, бегав, пробав да одам и на други консултации, имав консултации со доктори од Белград. Сите ми рекоа дека јас никогаш нема да родам. Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Мама Визија. И уште на самиот почеток, нескромно ќе кажам дека многу сум среќна и многу се радувам што Мама Визија влегува во вашите срца, влегува во речиси Сечи дом и посебно ме радува тоа што почнувам речиси секојдневно да комуницирам со вас, нашата публика, да давате критики, да давате коментари, па дури и на моја огромна чест и радост да се пријавувате да бидете дел од ова парче медиумско наречено Мама Визија, раскажувајќи ја вашата приказна. Денеска имаме еден феномен во студиото. Една прекрасна дама, се надевам до крајот на изданието ќе имаме две прекрасни дами во студиото, ќе видите зошто. Зошто велам феномен? Ова млада мајка која што се пријави и самоиницијативно посака да ја раскаже нејзината приказна со цел да ве охрабри сите вие кои што се соочувате со некаков проблем, се соочила со некаков проблем, се соочила со сериозен проблем, при што многу пати слушнала дека нема да може да стане мајка. Денеска е мајка на две дечиња, прекрасниот Богдан, 2,5 годишен, и сладката мала Бисера, 7 месеци. Велам, добре дојде во Мама Визија на нашата прекрасна гостинка Габриела Коцев. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам на укажаната прилика да гостувам во вашата емисија Мама Визија. Многу ми е мило што сум дел од оваа емисија и ќе се дружиме. Јас многу се радувам што вие сте наш фан, не се познаваме, се најдовме на социјалните мрежи, што се запознавме и еве ова е еден нов старт на ново пријателство, ќе кажам. Така. Велиме феномен. Ајде накратко, зошто сте феномен? Што се случуваше? Вака, од каде да почнам? На случаен преглед, мислам, рутински гинеколошки преглед. На која возраст, пред колку време се случува тоа? Околу 21 година имав, 21 или 22, рутински преглед, дознавам дека имам дворога матка. Докторката ми кажува, јас останав, не знам, занемена, затоа што не знаев тој термин што значи. Докторката ми посочи да одам на неколку мислења за да се утврди дека е таа диагноза. Нормално посетив уште неколку стручни доктори во таа област и ми потврдија сите дека јас имам дворога матка. И почна да ми објаснуваат што значи уствари дворога матка, тоа е аномалија вродена, така се раѓаш, всушност недооформена матка, поделена на два дела. Ништо јас решавам да правам операција. Ми кажува дека по оперативен пат може да се реши тој проблем, меѓутоа шансите се нели 50-50, или ќе се реши или ќе остане така. Закажувам операција, докторот што ме оперираше е релативно многу стручен во таа област, стар доктор, искусен доктор, се сеќавам прв пат кога отидов кај него на преглед, со овие зборови ми рече, јас девојче 30 кусур години работам, ја ова прв пат го гледам. Ништо ми закажа операција, поточно две операции, ме оперираше успешно, да речем.
заврши операцијата, дојде на визита и ми кажа дека тешко ќе бидеш ти мајка, тешко дека ќе родиш. Плюс ми кажа дека имам и ендометриоза. Ендометриозата се открива по пат на операција, преку лапароскопија и ништо јас во тие моменти не знам, можеби не го осетив тој проблем толку бидејќи бев млада, нели се уште можеби не бев спремна да имам деца. Некако проблемот многу покасно те стигнува. И едноставно онака го прифатив као окей, имам, ќе се реши можеби еден ден, не знам. После одреден период, уствари се тоа, да речам, те стигнува, доаѓа тешки моменти, психички, да, нели, борба, гледаш трудни жени, плачеш. Мислам, јас така се осетив, бегав, пробав да одам и на други консултации, имав консултации со доктори од Белград. Сите ми рекоа дека јас никогаш нема да родам. Паметиш ли, рековме на ти ќе одиме? Паметиш ли колку доктори ти го кажаа тоа на број? Во Македонија ме кажа 4 доктори. Зборам искусни врвни доктори во таа област и во Белград 1. Ми кажа дека, значи, они сега директно ми велеа штета млада си, многу ќе се мачиш. И некој ми дава како надеж дека можеби ќе останам трудна, меѓутоа сите ми велеа дека или ќе заврши со спонтан абортус или ќе се износи до половина, до 20 недела бременоста, бидејќи нели матката е поделена на 2 дела и никој не може да ти гарантира колку уствари таа ќе се шири, колку има капацитет да се шири, колку има капацитет да износи бременост. Бидејќи жени со нормални матки се случува да родат пред време. Габриела, многу се радувам што ја отвораме оваа тема, благодарение на тебе и на твојот пример личен, затоа што сакам да зборуваме за тоа дека постојат двороги матки, постојат и септуми. Тоа е многу честа појава. Речиси секоја трета жена овде во Македонија се соочува со таков проблем и да повикаме, за жал, да повикаме сите девојки, сите жени да одат на редовни прегледи, контроли обавезно. Да, затоа што колку порано го детектираат тоа, толку подобро да се реши проблем. За да се реши, еве ти на 21 година се соочуваш со тоа, пробуваш да го направиш, животот е секако пред тебе. Како? На 21, сега имаш 28 години, имаш 2 дечиња, како што споменавме. Ајде да пред да стигнеме и да раскажеме за нив, би сакала за твојата љубовна приказна. Значи ти во периодот кога дознаваш дека имаш некаков проблем, имаш момче? Да. Сопругот Стивен ми е тогаш дечко. Јас уствари кога дознав дека имам проблем, буквално од кај докторката искочив и отидов кај него. И седнавме и отворено му кажав, значи јас имам проблем кој што докторката ми кажа дека јас нема шанси да родам со ваква матка дете. И му кажав дека можеби е најдобро да раскинеме, затоа што јас ако не можам да имам деца, не сакам да ти го скратам тоа тебе да немаш нити деца. Мислам, нормално. Можеби јас така сум осетила во тој момент. Он ми рече нема да те оставам, значи да немаме деца. По секоја цена ќе бидеме јас и ти заедно, постојат многу други начини да се добие дете ако ете решиме да имаме дете. Битно е да останете заедно. Да, не ме остави, му благодарам на тоа што не ме остави кога ми беше, да речам, најтешко. Веруваше дека ќе добиеме деца, не знам, многу веруваше дека ќе добиеме деца и ете, сега имаме 2 деца. Сега, пред да кажеме како ги добивате тие деца, ти почнуваш во еден период од времето да размислуваш и за инвитро оплодување, затоа што си уверена, со оглед на тоа што ти е кажано дека не можеш да имаш деца, си уверена и сакаш да започнеш постапка. Така. Кога се случува тоа? На која возраст? Тоа се случува на 24 годишна возраст, буквално пред да останам бремена со Богдан. Отидов кај докторката, што беше матичен гинеколог. И решаваме нели да собереме целата документација што е потребна за инвитро оплодување и да собереме сите документи, да се испитаме се што треба и двајцата. Бидејќи јас реков, дур сме помлади, можеби да почнеме, затоа што некогаш таа инвитро постапка знае да трае с години и да биде и неуспешно и слично.
Тоа се случи во мај месец, ги направивме сите испитувања и сопругот не се нафати да направи испитување, ми рече ние не сме ни пробале на природен начин, зошто да одиме веднаш на инвитро постапка, ајде, нели, ќе оставиме на времето, нека покаже, ако не бива, нели, ќе одиме со инвитро. Ја буквално немав трошка надеж, да, трошка надеж немав, особено тој период работев многу, од сабајле до вечер, многу бев посветена на работата и немав време да размислувам дека нешто можеби ќе се случи. Сакам да напоменам дека тој месец пред да останам бремена, мајка ми купи Богородица икона од манастир, Тумане ќе го споменам. И следниот месец ми доцнеше, уствари така дознав дека сум бремена и направив тест, сам не верував воопшто дека е позитивен. И ништо го му саев на сопруга да дојде, пошто јас бев на работа во салонот и дојде, двајцата бевме во чудо. Мислам, како е можно да сум бремена кога нели не можам да останам бремена. И така почна целиот процес. Останав на патолошка бременост, не смеев да работам. Не некој период, него целата бременост ми ја вода повеќе доктори. Бев под постојан надзор, бидејќи се очекуваше дека ќе добијам предвремен пород. Меѓутоа, јас Богдан го износев буквално до последен ден. Богдан е првиот херој, да. Момчето кое што го носиш 9 месеци и се раѓаш природно. Се пораѓаш природно, така? Се пораѓам природно, меѓутоа според многу доктори не се препорачува природен пород со таква матка. Ама јас, можеби неискусна, недоволно запознаена и слично, сакав, инсистирав да биде природен праѓајот. И благодарам на докторката што ме породи со Богдан. Буквално до крај ме истера, го родив природно. Не знам, многу убаво чувство. Многу убаво. Сакам уште малку да се навратиме. Така? Дворога матка е вродена мана аномалија, како што нарекуваат, и тоа нема никакви симптоми. Не. Значи, не чувствуваш ништо кога не. Ти не знаеш дека го имаш тоа. Така? Не, тоа може само да се види на ехо, сам нормално ехо на преглед. Немаш никаков симптом, ништо не се гледа, единствено причинител е спонтани абортуси. Са јас можеби не сум стручна медицински да го објаснам тоа, ама од докторите што ми кажувале сите доведува до спонтани абортуси и до предвремен пораѓај во 99. Затоа што бебето нема каде да расте, согледно тоа што е во едниот дел од колку што можам да го разберам. Сега, значи зошто сакам да те прашам ова? Знаејќи го ова, остануваш бремена. За време на бременоста во Богдан го размислуваш или стравуваш или како се чувствуваш тие 9 месеци? На почетокот имав страв, многу голем страв. После, како изминуваше времето, почнав да купувам работи за бебето. Некако си го пренасочив, енергијата си пренасочив на такви работи позитивни, многу бев позитивна. Значи, цела бременост ја ќе отидев на доктори, буквално матичната докторка ми велеше тебе секој ден ти е дар од Бога. Ти не си свесна, секој ден ти е дар од Бога. Јас реков, значи ќе го износам до крај и ќе ви покажам дека можам да го износам до крај. Многу бев позитивна, многу верував во себе и верував дека стварно ќе се случи чудо. Бременоста велиш беше патолошка? Да. Што значи тоа? Како ги минуваше тие 9 месеци со оглед на тоа што ќе споменеме ти имаш на некој начин физичка работа, на ноза работа постојано и сега одеднаш ти 9 месеци си закована за кревет? Не бев закована за кревет, можеби ќе ме осудат многу, треба да бидеш уствари закована за кревет и да не мрдаш и да не правиш ништо. Меѓутоа јас не можев, јас сум многу физички активна, таква сум, енергична, не можам да лежам и да седам цел ден и да не правам ништо. Мислам, се штедев максимум што можев, избегнував да носам и тешко, нели, по физичка работа, меѓутоа движев, пешачев, нормални обврски околу домот и сите тие работи. Не бев скроз да лежам. Значи, бев активна во секој случај, ама нели, умерено, да. Се штедев максимум што можев. Доаѓа моментот на породувањето, како го паметиш тој ден? Па
не знам, многу измешани чувства. Сега од оваа гледна точка, тогаш ми беше многу тешко, сега ми е дури смешно да речам. Измешани чувства. Ама ќе речам дека тоа е најубавиот ден во мојот живот, кога и за двете деца кои сум ги родила. Нема поубаво нешто да се оствариш како мајка и посакувам сите жени на светот да се остварат како мајки, затоа што уствари се раѓаш ти повторно и раѓаш нешто што ти дава таков смисол на животот, таква енергија ти дава, таква самодоверба, значи буквално целина. Каде се породи? Како се случува? Пука водењак, класичните чекори? Да, ми пукна водењакот со Богдан и се породив на гинекологија, на државната гинекологија. Траеше пораѓајот 2 дена, бидејќи не ги добив одма болките, ги добив вечерта, да речам, касно, на кај 2 саат. И се дури до сабајлето така си трпев болки. И тек во 10 часот сабајлето го родив. И какви беа реакциите на докторите тогаш? Доаѓа жена која што има дворога матка, која што износила бебе, која што се породува природно. Така. Какви се реакциите на лекарите, на медицинските сестри? Докторката што ме пораѓаше беше запознаена со мојот случај, ме водеше месец дена пред да се породам. Одев редовно кај нејзина контроли. Ништо, сите се чудеа, мислам, стварно сите беа чудо невидени како, уствари, јас во 40-та недела раѓам дете и сите мислеа дека јас сум со инвитро останата бремена, бидејќи и со ендометриозата предизвикува потешкоти при зачнување. Јас само им реков, не знам, значи не сум докторка, не сум стручна да ви кажам, ете вие сте учеле, кажете ми вие како. Не знам. Ја спомена мајка ти. Така. Во Мама Визија секогаш зборуваме и за мајките на нашите гости. Па како би опишала ти твојата мајка? Мајка ми е една храбра жена, многу храбра жена, која има родено 3 деца. Многу добра, позитивна, либерте, многу отворена за се. Не знам, ветар во грб. Како таа изреагира откако ти се реализираше како мајка, со оглед на тоа што и нејзината желба, нејзините молитви помогнале на некој начин во реализирањето на тоа? Она исто многу веруваше дека ќе се остварам како мајка еден ден. Никогаш, она иначе медицинско лице, морам да напоменам, и има познавање во тие области. Никогаш не ми покажа страв или дека треба да се плашам од тоа дека имам таква диагноза. Веруваше едноставно дека може да се случи чудо, бидејќи она самата е феномен која исто си има борено со стерилитет 10 години и по природен пат добива 3 деца. Ти имаш брат, сестра? Што? 2 браќа имам, постари. Постари 2 браќа, ти си јас сум третата среќа која што сакаш ли ти да имаш 3 деца? Па не знам, сега во моментов можеби рано да зборувам бидејќи се уште имам 2 мали деца, па можеби во иднина не се знае никогаш. Да. Животот Бога ми кај тебе како трудно да работите, очигледно е дека ништо не се знае. Каков е животот со носење бебе во домот? Колку тоа ти се менува? Тогаш имаш 25 години, си млада, релативно млада личност, млада мајка. Како ти беше таа прва година од животот? Со бебе зборувам. Првите месеци ми беа релативно тешки, бидејќи во тој момент градевме куќа и се селевме со сопругот и бевме каша попара, значи на сите страни измешани, плюс имаш бебе кое има грчеви, плаче, адаптација, ти се адаптираш на него, оно се адаптира на нас. Тешко, да речам, првите месеци тешко. Меѓутоа, после неколку месеци нелено почува да е повеќе будно, да разбира, интересно. Ти го менува скроз начинот на живот, текот на животот ти го менува нормално, имаш за некој да се грижиш 24/7, не некој, не знам, внуче или комшиче, па ќе се поигра сат време и толку, него буквално грижа 24/7. Како велат, многу лесно се растат тугите деца. Да, и брзо растат тугите деца. Ти го менува скроз текот на животот, ама многу убаво.
Многу јас многу од секогаш сум сакала деца и од секогаш сум сакала да се остварам како млада мајка и можеби затоа и лесно го прифатив тоа и таа грижа и тоа неспиење и сите тие предизвици што ги носи детето. Ама не знам, позитивно. Моментот на реализирање како мајка ти прави сериозен животен предизвик со оглед на тоа што мораш да го затвориш твојот салон за убавина, ќе споменеме, и по твојата убава шминка сигурно нашите гледачки и гледачи ќе забележат дека се занимаваш со убавина, односно ти си професионален шминкер и козметичар. И сега ставаш клуч со оглед на тоа што нема кој да ти работи во дуќанот. Каков е тој еден предизвик за една жена со оглед на тоа што твоите лични финансиски придобивки ги немаш во тој момент? Вака, јас се водев како за нечија, значи регуларно си плаќав придонеси и си бев пријавена како вработена. Бев под товар на фондот, нели на целата патолошка бременост и трудничкото. Сега, јас имав опција да најдам вработен кој ќе ме замени и да продолжи салонот да работи, меѓутоа решив дека можеби подобро да го затворам скроз, бидејќи не сметав дека некој би можеби ќе ме замени во целина, затоа што јас не само што сум професионален шминкер, работам и повеќе други работи од козметологијата, повеќе дейности. Но и твојата клиентела претпоставувам сака кај тебе да дојде. Па се навикнуваат клиентите на нас. Не знам, јас не велам дека сум најдобра во својата сфера, меѓутоа се навикнуваат клиентите на нас, на нашата енергија и на нашата работа и се жртвував. Мислам, жртвував кариерата, затворив. За еден ден повторно да се вратам на својата кариера. Сам млада сум, имам години пред себе кај што можам да изградам кариера повторно. Апсолутно, тоа е така. Не треба да се откажуваме. Се посветувам на децата, сакам нели да ги израсам некој период, па здравје. Да, не го размислуваш тој финансиски недостаток во тој поглед, со оглед на тоа што поважно ти е времето поминато со твоите деца. Прво нормално е, мислам, нормално е нели првите, да речам 9 месеци од кога ќе се породиш да го чува мајката детето, затоа што детето е зависно од мајката и според мене не е природно јас да го оставам на 2 месеци да одам да работам. Можеби не сум осетила потреба финансиски затоа што сме имале можности во тој момент и можеби да била друга ситуацијата, ќе сум се вратила на работа, ќе сум немала избор, ама во тој момент сме имале можности и сум се посветила максимално на децата. И мене ми е убаво да ги чувам деца, мислам, јас во меѓувреме и подработувам, не дека сум оставена така. Да, плюс и едукација за шминка држев и сум се покривала на некој начин, не сум се оставила без ича. Така. Сега, тие први денови, месеци, откако се реализираш како мајка, имаш ли помош? Дали имаше потреба од помош? Какви ти беа тие први недели од животот? Со оглед на тоа што прв пат имаш свое дете, прво дете, незнаење, доењето, пресоблекувањето, бањањето, тие основни чекори кои што мора да ги правиме, нели, за бебето? Како се справуваше со тоа? Како се справувавте заедно со сопругот? Да, немав проблем, бидејќи имав искуство од мојот прв внук, од брат ми, веќе 8 години и го чував одреден период и благодарение на него стекнав многу такви вештини околу бебе. Немав некој проблем, помош ми беше сопругот, сам заедно се правевме. И до ден денес помош немам, во смисла да го оставам детето да ми преспива кај баби или да е по цели денови кај бабите. Не, многу ретко го чуваат бабите кога стварно има потреба да се остави. Богдан, Бисера се уште е мала и се уште сметам дека не треба да се остава на причувување. Не сум имала проблем, не знам, некако многу лесно ги прифатив тие работи. Некакви предизвици од типот зборувавме пред да се вклучат камерите за грчевите. Тоа е, да речеме, многу тешка фаза за родители, млади родители, грчевите на бебето, секое бебе плаче тогаш многу. Да, имаше многу грчеви, многу плачеше, бевме со месеци неспиени, ама ете ќе речам млади сме, па имаме енергија и да не спиеме со денови. Имам впечаток дека тие работи се забораваат. Па се
заборава. Расна децата и се заборава. Мислам, сваќаш дека е фаза која мора да помине. Значи природно мора да помине тој тек и што и да правиме, не може да го смени ништо. И кратко трае. А соочувањето со болест, прва болест на дете, нешто што не знаеш што му е, имале ли такви предизвици? Па не знам, ја многу лесно ги прифаќам работите, не сум паничар по природа и некако се ми е као окей, ќе му помине, да, за се има решение и да се разболе, мислам, имало настинки ден денес се разболуваат. Ама за се има решение. Да, може би тоа што си таков феномен каков што си, тој карактер во тебе го носиш и наоѓаш во за се решение. Може би. Сега имаш уште една мала сладка киркичка, како што споминавме. Како доаѓа моментот да забремениш со Бисера? Може ли да ни раскажеш дали е тоа исто изненадување? Па да, исто. Планиравме второ дете набрзо, бидејќи не знам, сакав да се некоја мала разлика и дур сум дома периодот да ги израснам двете, да речам, до некоја возраст. Исто се случи од, не знам, од проба. И следниот месец јас останав бремена со позитивен тест. Без проблем, исто и со Бисера бев на патолошка бременост. Сега со Бисера малце повеќе бев активна, бидејќи има веќе година и пол детенце кое бараше премногу внимание, трча, оди, поча да зборува, бара да си играш со него, детето не разбира дека ти си трудна или дека не можеш, мислам не можеш ни да му објасниш дали можеш или не можеш. Да го кренеш, да не смеш да го кренеш. Да, првите месеци можеби се пазев, меѓутоа понатака не можев да се пазам бидејќи по скали морав да го симнам, некогаш плаче, не сака да оди сам, мора во раце, да го качам во кола, да го седнам во седиште, да го извадам од кола, во градинка да го носам, да го земам, иначе некогаш бараше во раце, ја гледав максимално да не го носам бидејќи беше голем и тежок. Ама ете. Ова е добро што го начна како тема за мајките кои што имаат две мали деца. Зборувам за многу мала разлика. Мајката само што родила бебе, само што родила дете, тоа е многу мало, проодело, тоа се тие моменти кога проодува, прозборува и бара целосно внимание и сега останува трудна. Тоа е посебен предизвик, претпоставувам, за една жена. Да, се зависи која мајка каква бременост носи. Јас првите месеци со двајцата имав, да речам, потешки симптоми, буквално до вртоглавици, повраќање, да не можам од кревет да станам, ама едноставно кога го гледаш тоа дете те влече мама, мораш да станеш, мораш да собереш сила и да станеш и да му направиш за јадење и да го нараниш, да го пресоблачеш, да го успиеш да си играш. Сите тие работи што ги бара едно дете, значи мораш. Мислам, кога веќе си решил да имаш деца со мала разлика, мораш да се сносиш со сите предизвици. Јас така размислувам и мораш да најдеш енергија за се. Значи нема исклучок. И ја чекаме Бисера да стане, тоа ќе кажам на гледачите и се надеваме дека ќе успеете и вие да ја запознаете до крајот на ова издание и затоа некако го пролонгирам се во ова пред да почнеме да зборуваме за нејза, сакам и да ја запознаеме, но еве ќе почнеме и ќе се надеваме дека ќе стане кај да е. Ајде паралелно да зборуваме на кој начин ги храниш децата. Од доењето, да почнеме со моментот доење, како се справи денешните млади мајки, многу често читам за тоа и слушам дека имаат проблем со доењето, честа појава е кај нас, дури почна едукации за доење што порано во времето на мајка ми не постоеле. Нема, да. Како ти се справи со доењето, со првото и со второто дете? Со Богдан не се справив никако, искрено, бидејќи во болница ми се случи некои компликации после пораѓајот со него и примав некоја терапија која што не ми дозволуваа да го дојам. И по автоматизам јас немав никакво искуство во доење, не ми покажаа ништо и кога дојдов дома се соочив со, не знам јас со што се соочив, не сакаше да фати да цица. Се измолзував околу 1 месец за да го пие мечиното млеко, бидејќи јас имав млеко, но никако не сакаше да фати. И на крај добив уртикарија и
не можев веќе ни да му го давам мајчиното млеко бидејќи примав кортикотерапија и преминавме на вештачко млеко. И така и продолжи до крај. На 4 месеци почнав со кашички да воведувам немлечна исхрана постепено и без проблем прифати. После 6-тиот месец веќе почна да си има полни оброци и без проблем јадеше, доколку со бисера уште во болница ми помогна за доењето. Веднаш почна да цица. Ете ја бисера. Драги мои, сега ќе направиме мал рез за да ја сместиме бисера, нашата втора дама, најмладата гостинка во Мама Визија. Ви ја представувам за кратко. Драги мои, продолжуваме со Мама Визија, со мои две прекрасни гостинки, две прекрасни дами во студиото. Споменав, ја имаме најмалата гостинка досега во Мама Визија, има само 7 месеци, сега ја гледате во овој момент сладката мала бисера, добре ни дојде во Мама Визија. Сега мама ќе раскаже за тебе, како доаѓаш на овој свет. Ајде сега за моментот на породувањето со бисера, спомена дека патолошка бременост, повторно поминуваш низ прилично слична слика, како и со Богдан? Не напоменав дека со двајцата има висок притисок во бременоста и со двајцата добив преекламсија, со што со бисера примав терапија, мислам со двајцата примав терапија, но со незе примав терапија ете да не дојде до превисок притисок и завршив на хитен царски во 38-та недела. Премногу бев отечена и притисокот си го прави своето. Мислам, стварно треба да се внимава, да се прави редовни контроли во текот на бременоста, бидејќи не е играчка. Не е играчка, и ме потсетивте на нашата гостинка Верица Дунав, верувам дека ја гледавте, тоа исто го нагласи, очигледно е многу важно за време на бременоста. Многу. Како го паметите денот кога се породивте со неа? Со незе се породив сите што викаат царски, меѓутоа царски е се до моментот дор не треба да станеш. Моментот кога прв пат стануваш после операцијата е малце прилично тежок, малце повеќе да речам, меѓутоа после веќе третиот ден се опоравуваш и добиваш некоја сила, имаш дете. Јас имав две, кои морав да станам за двете да ги чувам. И убаво, многу брзо со нејзе се породив, бидејќи нели, веднаш те земаат во сала, веднаш те пораѓаат без проблем. Буцка. Какви беа тогашните реакции на медицинските лица, со оглед на тоа што ете твојата ситуација е специфична? Имаше ли реакции од нив? Да, секогаш имам реакции од сите доктори што ме прегледувале, дали во бременост или после пораѓај, дека сум феномен. Докторот што ме пораѓаше со бисера, само ми кажа, биди среќна што имаш деца. И кажи му фала на Господ. Бидејќи со таква диагноза, со таква матка и со ендометриоза највисок степен, тешко. Многу тешко жени раѓаат. Бебе дома, многу мало, го носиш, а дете кое има година, како му доаѓа? 2 години. 2 годинки Точно има, 2 години така, 2 годинки има Богдан. И сега какво е соочувањето тогаш? Значи, што се случува тие 9 месеци, таа една година, еве уште не е ни помината душе една година, како ги поминуваш овие месеци со мало бебе и мало детенца дома? Прво ми беше тешко, бидејќи Богдан беше многу поврзан со мене и нели ми беше тешко да го оставам, прв пат да го оставам, да одам во болница, да се пореѓам со бисера. Но прифаќаш, тоа е, мислам, се жртвуваш, мора, родителството бара жртва. Првите 2 недели имавме малку проблем со него, некако беше како со доза на љубомора, да речам, не спрема неа, него како да ми беше мене луд. Дека носам бебе дома, ми беше луд, меѓутоа се помиривме, помина и тоа. Дали се соочувавте со некакви проблеми од типот на ете сега тој е малечок и не разбира, страв да неа повреди? Дали имате такви ситуации? Искрено не, бидејќи он вака по природа е многу нежно дете, има разбирање, сега нели нормално некогаш знае да збеснува, ама многу слуша.
послушане, има разбирање, со збор се разбира и ја прифати многу, ја гушкаш, ја бацуваш уште одма. Споменуваш за него дека е дете кое што многу брзо научил да јаде, самостоене, уште на рана возраст. Мислиш ли дека градинката помага за тоа? Градинката помага, да, меѓутоа многу значи и родителите колку учествуваат во сето тоа, во развојот на детето. Многу е битно да се работи со детето, многу е битно да се збори, многу е битно да се учи постојано да се зборува со детето. Градинката секако, социализација, игра, децата многу кроз игра учат се. Да, многу рано почна и да зборува, на година и пол почна да зборува. Од 10 месеци оди во градинка, можеби и тоа е, да речам, дел каде што детето научи многу работи, ама и јас премногу работев со него. Премногу. И сега начинот на исхрана го споменавме на Богдан. Така. Велиш со незе како почнува доењето, како се дали почнува више со кашички, со некаква дохрана, значи како ти оди процесот на исхрана со неа? И со незе исто почнав на 4 месеци со немилечна исхрана, меѓутоа она не сака многу да јаде кашички, си сака да цица и малце имаме проблем во воведување. Прошлиот месец имавме и варичела, двајцата фатја варичела, така што не ја форсирав еден месец, бидејќи беше доста вознемирена, плачлива, одбиваше и така, сега постепено малце потешко оди со незе со кашичките, внесувањето на немлечна исхрана, Дали си од оние мајки кои што ги следат трендовите, читаш форуми, или си традиционален тип на не читам ништо, традиционален тип, слушам докторката матична, што ни е педијатарот на моите деца. И да речам, ете, можеби постарите мајки што поминале. Сепак, значи, традиционалното те влече повеќе од она модерно воспитување и растење на децата. Што мислиш, како би те опишале Богдан и Бисера? Строга мајка или? Па, на моменти сум строга, искрено, сопругот е малце помек со нив, особено со Богдан. Јас сум малце построга, повеќе викам, ама ќе ме разберат сите мајки. Не знам, некојаш им допуштам. Зависи каков е денот. Зависи каков е денот, ама дали дека сум знаела дека ете нема да можам никогаш да имам деца и сега ги имам и се трудам да им удоволам се што можам. Како ги добиваат имињата? Богдан го доби името кога го дознавме полот, беше Богородица денот и сопругот од нигде никаде самиот се изјасни нека биде Богдан. Нешто ни кажа. Може би сака да каже како го добила името. Нека биде Богдан, од секогаш сум сакала постари имиња. Да. И така, не преправивме, остана Богдан, а за Бисера сакавме да биде на Б, и она, како Богдан, и така, дојдов до идеја да биде Бисера. Голема подршка ја предпоставувам сопругот, да го поздравиме и него и да му се заблагодариме што ете прифати да бидеш дел и да раскажете јавно ова приказна со оглед на тоа што не сте јавни личности и да се заблагодариме и на него. Би сакала да зборуваме и околу заспивањето. Видовме една многу интересна ситуација овде пред да се влеземе во студиото. Како ја заспиваш малата Бисера? Кој ти го кажа тој начин на заспивање? Со звук, ајде да објасниме. Со звукот, па пред да го родам Богдан, имавме пријатели што добија дете пред нас малце и со шум. И општо сум видела повеќе мајки што заспиваат со шум деца, фен, аспиратор, усисивач и слично. Меѓутоа постои на YouTube white noise, шум за деца за заспивање и така. На некој период од одредена возраст ги заспивам така. Се уште со тој звук кој што велиме ги потсетува најверојатно на утробата на мајката. Ги смирува. Никогаш кога не можам подолго да ја заспиам, буквално ќе го пуштам тоа и за неколку минутки заспива. Трпението се намалува кај Бисера, па ајде да привршуваме со разговорот. Еден ваш совет до сите мајки кратко, генерално од вашата лична приказна, што е она што би им го поражале на сите идни мајки и на сите мајки? Прво пред себе сакала сите жени што се борат со било каков проблем да се остварат како мајки,
Така е, Бисера. Сакам сите да веруваат дека чуда се случуваат, феномени се случуваат, не секогаш медицината е во право, не секогаш докторите знаат се, затоа што во праксата се случуваат работи што докторите се уште се немаат пресретнато во текот на нивното работење. Сакам да им дадам надеж на сите да веруваат. Едноставно дека се може да се случи. Кога јас сум жив пример дека можам да родам 2 деца, да ги износам до крајот на бременоста, се може да се случи. Се може да се случи. Да. Мама визија секогаш ја заокружуваме со една визија, мајчинска визија. Твојата визија, Габриела, до твоите мали сладки Бисера и Богдан. Ви благодарам многу. Која би била твојата визија, што би посакала за нив? Сакам да имат безгрижно детство, да го памтат детството како убаво, поминати срекни денови, да не памтат како добри родители. Пред се, не знам, нормално, секоја мајка би посакала се најубаво и се најдобро за своето дете. Посакувам се да се исполни. Да. Еве мали подаручиња имаме на самиот крај. Ова е за малата принцезичка од нас. Ке си го земете подоцна подарок. Повели. А ова е едно мало внимание од нашите пријатели. Свекерницата Фрида, доколку не ја знаете, топло ви препорачувам да појдете и да си купите цвеќе за себе си, па и за вашите пријателки, зошто да не. Им благодариме на Фрида што повторно направија убав аранжман за нашата денешна гостинка. Ви благодарам многу. Доколку не можеш, јас ќе го оставам тука, овде. нека. Ќе ти го подадеме подоцна, не е никаков проблем. Ќе им се заблагодариме уште еднашка. Благодарам што ја раскажа твојата приказна. Благодарам што беше наша гостинка. Ми беше многу пријатно друштво. Се надевам дека убаво си помина. Да, ви благодарам што ме примивте во вашата емисија да раскажам својата приказна. Верувам дека на некој ќе му надам надеж, барем ако ништо повеќе. И се гледаме можеби во некој друго издание. Зошто да не се гледаме? Благодарам уште еднаш, навистина ми е драго што се запознавме, а драго ми е што и вие останавте до самиот крај заедно со нас. Верувам дека ви беше убаво и ова ново друштво кое што ви го понудивме оваа епизода на Мама Визија. Ќе им се заблагодарам и на бутик Дона кој што се погрижија за мојата гардероба за вечерашното издание. Ви благодарам на сите што не следите, ви благодарам што пишувате, ви благодарам што имате доверба во Мама Визија. Секој добро.